На 13 ноември најавен повик од МОН, Светска банка, аплицирахме. Проектот ни е одобрен и во моментов се наоѓа во фаза на избирање на изведувач, каде што ќе биде изберена соодветна компанија и ќе се почне со санација и реконструкција на кровниот покривач. Со оглед на тоа што имавме проблеми уште од почетокот на учебната година, последната санација на кровот со буџетски средства од општина Куманово беше извршена на 9, 10 и 11 октомври, значи ова година, но со оглед на оштетеноста на кровот, санацијата беше недоволна. И покрај тоа, значи кровот прокапува, така да по моја иницијатива и по моја замолница, значи единствено решение кое го имав понудено на Совет на родители, беше за да можеме да поминеме во некои безбедни училници да учиме. Една недела 6-тите оделенија да бидат ставени со учење од далечина, една недела 7, една 8, една недела 9 оделенија, со тоа што ќе се падне само по една недела месечно да учат, но ќе учат во безбедни училници. Така да одлуката помина на Совет на родители, истата беше потврдена на училишниот одбор, со тоа беше известено и МОН, насоките од МОН ни беа, значи да имаме некој конкретен предлог и решение на проблемот. Проблемот е решен на овој начин, се до моментов додека не биде извршена целосна реконструкција и санација на кровниот покривач. Јас искрено се надевам дека тоа ќе биде некој период каде што учениците нема да бидат во училиште, дали тоа ќе биде училишниот распуст зимски или со динамиката која, бидејќи тендерот го распишува Министерството за образование и наука и Светска банка, не го распишуваме ние како училиште или општината. Значи, динамиката на санацијата пак ќе биде диктирана од МОН и од изведувачот на понудата за која е објавена.